Добар ден, почитувани гледачи. Следува Добриот доктор. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам што сте со нас. Денеска ќе зборуваме на тема со вежби и физичка активност до подобро здравје. Бидејќи сите докторски совети офаќаат препораки дека е неопходна дневна физичка активност и вежбање за подобро здравје, во текот на денешната емисија ќе имате можност и практично да видите кои вежби ќе можете и дома сами да ги правите, а со цел да си го подобрите здравјето. Моја гостинка и соговорничка во денешното издание на емисијата е Елена Бубало Михајловска, фитнес инструктор со специјализација на ДИ факултетот во Белград за групен и персонален тренер. Елена, добар ден, ти благодарам што си прв пат дел од Добриот доктор. Добар ден и ти благодарам за поканата. Така, иако не сте по специјализација лекар, меѓутоа исто така сте клучна фигура или клучен сегмент во одржување на доброто здравје, затоа денешната емисија ќе направиме попрактична, ќе споделите совети и искуства и пред се практични вежби за сите генерации на граѓани, но како вовед во темата што подразбираме под физичка активност? Дали тоа се само вежби во сала или физичка активност може да бидат и секојдневните активности кои ги имаме во текот на денот? Прво кога ќе спомнеме физичка активност, јас би кажала да не путите на нешто каде што би трошеле енергија. А тоа може да биде се. Ние не можеме сите да бидеме вклучени во структурирани физички вежби кои што се случуваат во сала или во некое специјализирано студио кое што е наменето само за тоа. Туку да трошиме енергија. Ние може да трошиме енергија со пешачење, со лесно, брзо одење, со качување по скали, со завршување на домашните обврски, со работа надвор, на нива, во двор, со чување на внучиња, со чување на деца. Значи, секаде онаму каде што трошиме енергија, таму значи дека сме ние физички активни. Колку е тоа почесто во текот на денот тоа е подобро за нашето здравје, затоа што и нашето тело впрочем и за тоа е направено. Така, покрај здравјето, кои се другите придобивки што луѓето ги чувствуваат кога трошат енергија или редовно се движат и вежбаат? Така, нели, освен секогаш физичката активност во поново време нели е поврзана со изгледот, меѓутоа верувајте дека тоа е последната станица која што ќе ние сретнеме на крајот. Па да, тоа е дури на крајот ќе го видиме тоа. Пред тоа ние ќе почувствуваме многу други придобивки од тоа што сме физички активни. Пред се постурата, држењето на телото и појаки мускули кои што со текот на годините, работата, седентарната работа е многу нели изразена во овој 21 век. Колку и да звучи клише, не може ние да избегаме од тоа дека многу седиме, автоматски нашите мускули особено на ребетниот столб и слично, па и на нозете се ослабуваат и со самото вежбање ги зајакнуваме, па нашата постура, држење, седење, стоење е многу подобро. Од друга страна го намалуваме ризикот за одредени хронични болести, тоа е факт, за срцеви заболувања, за дијабетес и слични кои што се многу чести и се заради недобра исхрана и недоволна физичка активност. Следно сонот, кој што многу ретко се споменува, меѓутоа сонот е клучен. Ние можеме многу да бидеме физички активни, да не бидеме или да се храниме, не храниме здраво, меѓутоа без доволен сон и квалитетен сон, тоа се изразува на нашето здравје, а физичката активност помага, додека е умерена, нормално не збориме за професионален спорт, за рекреативно одржување, помага да имаме поквалитетен сон. Од друга страна, расположението ни е подобро, ке помладите, па и ке повозрастните, доколку е потребна концентрацијата е поголема во текот на денот. И на крајот популација за студентите. Апсолутно, значи нели 20 до 30 минути вежбање во текот на денот кога се спрема еден испит, многу знае да промени. Помогне, апсолутно, крвотокот, срцето, сето тоа се разработува за да нели мозокот може полесно да функционира. На крајот трошиме енергија во текот на денот, па си одржуваме и нашата линија која што, пак ќе кажам, едно е изгледот, меѓутоа едно е дека ние треба да сме фит, здрави, а тоа е поврзано со нашето здравје. Мислам, доволни причини има зошто да бидеме физички активни. Ние живееме во една ера во која што мораме тоа да го нагласуваме, зошто? Затоа што помалку се движиме. Порано кога многу се работело и луѓето преку 50% биле физички активни во текот на денот со нивната работа која што имале, немало потреба ова толку да се нагласува. Сменети се работите,
деновите, седиме минимум 8 сати и затоа сега нели го нагласуваме сето тоа и некато очекуваме како кој зна што треба да правиме. А впрочем не е дека ние сите треба да земеме да чучнуваме и да правиме склекови, него да го интензивираме движењето во текот на денот. Така, бидејќи сте со повеќе од 15 годишно искуство токму во ова професија, кој е најчестиот изговор, бидејќи сите знаеме да кажеме модерно време, брзо темпо на живот, немаме време за вежбање. Што најчесто слушате од луѓето кога ќе дојдат или за прв пат да сакаат да имаат конкретна физичка активност? Па да, тоа е времето. Мислам дека е таа една единица која што сите ја спомнуваат дека немаме време. После може да е да кажам и мотивацијата и слично, меѓутоа не може свесно до таму да се стигне, него пред се нели дури некаде мислам дека е неразмислувано тоа кога ќе се каже, нели како најлесен изговор. Заробени сме, живееме во некој круг со поразлични приоритети и точно дека времето е една пречка за да не можеме да бидеме физички активни, но нема да се караме, нели, нема да се осудуваме кој на вистина и зошто нема време, пошто ние сите имаме различен стил на живот, сите различно живееме, различно деца, дали некој фамилиарен, дали некој учи, работат по 2 работи, по 3 работи, факт. Сите ги имаме тие 24 часа и различно и не значи дека јас ако те искарам, ти немаш време, дека нешто ќе постигнам со тоа. Меѓутоа сепак е факт дека приоритетите се тие кои што ги имаме и си ги ставаме. И кога вежбањето и движењето 20 до 30 минути во текот на денот, на листата што си ја имаме од приоритети, малце ќе ја покренеме. Едно кафе денеска ќе исклучам надвор, може за вежбање, може 30 минути ќе речам ај да го оставам телефонов, само џабе токсично си стварам. Со добра организација секогаш. Да, малку некој од работите дај или ја викам стави на лист денеска што направи. Ајде да видиме дали од ова имаше потреба 30 минути, ајде да видиме колку е тајмскринот на телефонот, колку сме седели, тоа колку е само трошење на време. Дај тие се 20-30 минути да ги преточиме во некое движење, она што тебе ќе те направи среќна. Викни друштво за поголема мотивација, оди на групен тренинг, најди дома пушти, не е важно што. Значи нема најдобар тренинг, ништо, меѓутоа мислам приоритетите дека пред се треба да ги промениме, да свадиме колку ни е тоа важно на нас. Еден тренинг, кога после еден тренинг првата придобивка во денот ќе се почувства, после е многу лесно понатака да се продолжи. Така, во таа насока, колку е важно правилно и добро да се подготвиме пред да почнеме со вежбање или пред да ги искористиме тие 20-30 минути за вежбање? Вака, зависи и како вид на тренинг. Кога станува збор за дома и за кусо време, загревањето како еден дел пред тренингот може и не мора да биде, и тој ако биде може да биде само на загревање на зглобовите, некое трчање малку во место, подскокнување чисто за да се крене пулсот, да се разработат зглобовите мускули, да му дадеме знак на телото дека ќе почнеме да вежбаме. Доколку ние практикуваме прилично безбеден и лесен тренинг, нема да се повредиме доколку го направиме и без. Сега кога идеме во структурирана тренинг, посериозен, каде што имаме поголеми повторувања, па можеби ќе ставиме некој надворешен стимул, односно килажа што ви се рекло, па текчиња ќе земеме, па ќе треба да се качиме на клупа, стол, дома, зависи нели каде вежбаме и што веќе во тој случај потребно е телото да го спремиме и да ја загрееме таа мускулатура, тие зглобови кои што ќе бидат уклучени во тренингот. Меѓутоа ако збориме за 20 минути, домашно лесно вежбање, на него ставаме фокусот на тоа, него на тие 20 минути каде што ние треба да извежбаме. Така, што треба конкретно кога веќе професионално на некој начин или организацијски ќе почнеме да вежбаме со вежби или оние поспецифични работи што ги споменавте, треба да се одржи загревањето за да едноставно не се наштетиме или да се подготвиме добро. Значи, секогаш едно општо загревање прво треба да ги фати оние размрдувања, да допреме нозе, да расшириме раце, каде што ќе ги уклучиме сите зглобови, клучим малку да почучнеме, па од колената да ги загрееме, од лакти, од рамена, буквално сите зглобови на нашето тело, да направиме едно загревање и евентуално малце за да го кренеме пулсот ни треба. Нели обично ќе видиме да се потрча на лента, ама дома сме ќе потрчаме во место, ќе отидеме лево десно, ќе подскокнеме минимално, колку чисто само нели да ја подигнеме температурата на телото за да можеме понатака да одиме во подлабок чуч, да направиме склек, да направиме качување и симнување, да направиме некоја посериозна секвенца од вежбата. Така. Елена, да ги слушнеме прашањата и од нашите гледачи, ќе продолжиме и понатаму околу практични совети, корисни пред се и за возрастните, но и за младите околу вежбањето и физичката активност. Почитувани во програма сте, повелете. Добар ден.
вас Александар и на вашата докторка Елена. Навистина од голема потреба оваа емисија прекрасна која не ја испуштам ниту еден ден, со толку едукација на нас, посебно болните лица, на кои им се неопходни совети, затоа што во зависност од заболувањата се и вежбите кои што ги напоменуваше предходно докторката. Меѓутоа, јас конкретно, лично за мене сакам да прашувам, бидејќи во седечка состојба не можам да седам поради болките, инаку мислам немам диагноза што не ја имам на костите и на мускулите, да не ги набројувам. Значи од дискохернија, дископатија, сето тоа, здравено рамо, тениски лак, мислам сето тоа и одењето ми е потешко затоа што се движам на штаки. Меѓутоа, кога почувствувам некоја сила, јас пробувам да направам неколку движења за тоа што една голема инспирација може би на вас ќе ви дојде лично како смешно, меѓутоа на мене еден потик, еден мотив. Ќе го пуштам мачето дома што го чувам, обично ми е на тараса, меѓутоа кога чувствувам некое многу тешки, мислам, болките ми се многу тешки, го пуштам него, тоа спи и кога станува, тоа почнува се со неговите вежби. Та јас велам, значи животните никој не ги учи, па тие знаат да вежбаат. А ние на толку едукација, толку болки навистина се трпат, ама мораме сами да се потрудиме, значи јас секогаш ќе се потрудам, порано без голем љубител на свет. Да, сега ќе морам да ве прекинам, да оставиме простори за другите гледачи. Да. Сега конкретно во моментот и Елена ќе ви каже што да правите, иако имате за жал многу повеќе хронични состојби и навистина тешка ситуација дека морате да се движите со патерици, меѓутоа и за тоа има вежби, ќе ги слушнете сега и советите и препораките од Елена. Секој добро, господја. Да, неподвижноста е проблем за одредени вежби. Предпоставувам дека тука сме консултирани со физиотерапевти, со ортопеди, дека тука ако не можеме сами, мораме пасивно со некој што ќе ни помогне. Меѓутоа да сме упорни и тука ќе мораме да одиме на стручен доктор специјалист кој што ќе ни помогне да ги ојакнеме мускулите на нозете, затоа што самостојно гледачката не може да се движи. Меѓутоа не знам кога ќе дозволиш и кога ќе кажеш дали откако ќе се сите да се уклучат, да покажеме некои вежби кои што можеме да ги направиме дури и во седечка положба со едно стапче, со еден джогер кој што ќе го почувствуваат грбот. Да, затоа го имаме и стапчето во емисијата, да ги слушнеме прашањата. Па ќе дадеме примери, и за незе, кои вежбички можат безбедно дома да се направат, да се почувствува телото дека се раздвижило, притоа без да чувствуваме страв, нелагодност дека нешто лошо би направиле. Така е, како што рековте. Ќе вклучиме уште неколку гледачи и ќе продолжиме со практичните примери. Добар ден, во програма сте, повелете. Добар ден. Ве слушаме во програма. И поздрав до Елена. Морам да ве попалам за изборот на темата и за изборот на гостин. Сакам да ги кажам само бенефитите од вежбањето, кои што ги доживувам лично јас. Јас сум мајка, имам детенце, ја следам Елена на социјалните мрежи и апсолутно го поддржувам нејзиниот начин на живот, особено за 3 мали дечиња и секоја чест за тоа. Сакав да кажам само дека вежбањето колку што има придобивки за физичкото здравје, толку има и за психичкото здравје, особено кај мајките. Конкретно во мојот случај, во постпартум периодот вежбањето ми беше единствениот лек, најубавиот лек кој што ми помогна да се изборам со тој чувствителен период. И вежбам заедно со моето дете. Сакам само да кажам дека многу е убаво кога се трудиме да ги насочиме децата, да ги усмериме децата во таа насока. Тоа го гледам и од Елена на социјалните мрежи и навистина секоја чест за тоа. Дури некогаш и детето ќе дојде и ќе ми рече мама ајде да вежбаме и тоа ми е најголемата награда. Мотивација. Тоа само сакав да кажам дека навистина има голем бенефит, ја следам Елена и само нека продолжи така, навистина е мотивација и инспирација за сите. Ви благодарам, добар пример сте и вие што лично го споделивте вашето искуство, да убаво е да се слушнат. Баш се изненадив фала многу. Така е, значи ние сите сме во различен период во животот,
некој во подоцнежниот период од животот, некој постпартум, некој укојчен само заради неговата работа и слично, меѓутоа фактот дека ете физичката активност и кај една постпородилно е многу важна и таа е една многу интересна тема, каде што вежбањето во тој период од фазата во животот можеби нема да не спреми ние да сме атлети, меѓутоа тоа што една мајка го поминува хормонски во тој период, особено во првата година, е многу тежок. Сите ние на различен начин го доживуваме, ама ете самото вежбање, самото тоа што ќе донесе енергија, што ќе ни го разбистри мозокот, што ќе се почувствуваме поубави, ние една друга енергија потоа пренесуваме на нашите дечиња. Освен тоа што сме пример, ние сме посмирени, посталожени, целиот тој стрес сме нашли филтр каде да го изфилтрираме, да го канализираме. Апсолутно, затоа што и таму пак не збориме, некојаш луѓето се плашат, ама ја не смеам да вежбам, не треба да вежбам. Не збориме за силна интензивна физичка активност, зборуваме за движење, ние ако сме способни да го земеме бебето, па ти треба да си јака еден транспортер и бебе да ставиш и да го пренесеш во кола и тоа да ти биде без проблем, треба да сме функционални, за возрастните треба да се независни, ние треба да тежнееме кон тоа да сме независни од друг колку што може и да имаме поквалитетен живот. Движењето тоа ќе ни помогне да го направиме. Така е. Ќе вклучиме уште неколку гледачи, почитувани во програма сте, повелете. Добро утро. Добро утро, добар ден. Поздрав до докторката. До фитнес инструкторката, да. Сакам да ви споделам нешто. Јас цело време седам на интернет, на екран и ми треба, и како собствен човек, ми треба некој инструктор, фитнес инструктор, ја идам 2 пати на спорт во школа и ми треба некој фитнес вежби. Јас како за викенд се загревам со утринска гимнастика редовно и вежби за расунување, ми треба некој од советот од фитнес инструкторката. Како дома да вежбате и да се загревате, да се договоривме ќе го направиме во текот на емисијата, да вклучиме само уште неколку гледачи, ќе имате можност сите да видите што може. Ова е супер, баш така се седи многу и целиот тој горен дел од грбот е многу оптеретен и стварно ни требаат вежби кои што се смешни на некој начин, да кажам, и лесни, ама со секојдневно практикување и како ќе помогнат. И бенефитот е навистина голем, да ќе видат сите гледачи, ќе покажете и практично. Уште еден гледач само ќе вклучиме. Добар ден, во програма сте, повелете. Добар ден. Дали се слушаме? Јас ве слушам, јас сум на това. Вие сте наред, повелете, во програма сте, ве слушаме сега. Добар ден, Александар, до вас. Да, ве слушаме. Добар ден до најдобриот водител Александар и до гостинката. Ви благодариме. Александар, дали може да оставам мобилен, да ми се јави гостинката или она да остави? Така, ќе имате можност по завршување на емисијата да се јавите на истиот телефон, ќе го добиете контактот од гостинката, како и сите кои сакаат дури лично да поразговараат или сакаат лични вежби. Сето тоа ќе го направиме по завршување на емисијата. Секој добро, господјо, да тргнеме со практични корисни вежби и совети за повозрастните. Значи, каков тип на физичка активност е најсоодветен пред се за луѓето кои имаат седечка работа, професионален ангажман, но и повозрастните и лицата кои за жал од други причини не можат да се движат, меѓутоа би сакале да практикуваат физичка активност. Тоа се генерално и нели пак индивидуално ние секој нешто може од некои вежби да направи, затоа никогаш не би требало да се врзуваме вака усно кога е и ниту да бараме од некого. Пример, многу често и тоа се случува. Кои се најдобри вежби за тоа? Која е најдобра вежба за тоа? Впрочем, и такво нешто не постои. Него многу е важно, некој може да сработи едната вежба, некој не може, некој има проблеми во колковите, не може ни да чучне, некој без проблем 8 пати ќе седне, ќе стане 10 пати од столче,
со исправен грб и ќе ја направи. Затоа многу е добро во ваков случај како и со докторите, така и секој да се обрати на стручно лице, тренер во својата околина. Барем тоа може да се пофалиме и во нашата држава дека се повеќе се отвараат студија со професионални тренери, каде што можеме, не е битна нашата возраст, буквално дали сме дете, дали сме во средна доба, во подоцнежна доба, каде што ќе се обратиме, некој да ни помогне, затоа што не се можеме сами. Можеме сега јас откако ќе покажам нешто што е безбедно да се направи, меѓутоа ја може да кажам сега едно склек, односно едно бутање над зидот, дека е безбедна вежба. Можам да кажам дека чуч, односно седнување и станување од столче е безбедна вежба. Можам да кажам со стапче, ротација нека што ќе ја направиме, дека е безбедно. Но не за секого тоа важи и може, затоа што на крајот од денот, нели, секој се наоѓа во моментална, индивидуална, физичка состојба. Так. И сето тоа, нели, мора да внимаваме кога го кажуваме и кој што може да практикува. Сакаме да дадеме совет, сакаме да ги мотивираме дека тоа е многу важно, меѓутоа мораме да гледаме и безбедната страна на сите тие движења, затоа што видите што е работата уствари на се тоа. Пошто мора да замислиме дека има некој 20 години што не се раздвижил. Така. 15 години, 10 години, верувате дека да земеме да го натераме 20 пати скалите да ги помене дека утре дента може да направиме проблем. Колку и за тоа па на некого да му личиме дека е најбезбедно. Затоа најбезбедно е на почетокот особено да се консултираме локално. Сегде каде што има на вистина сега има многу кои што може да ни помогнат ако сакаме да бидеме физички активни. Така. Може ли сега да ни покажете конкретни, практични Тоа ми е најлесниот дел од работата. Сега ќе ми извините, ама ќе морам да го соблечам палтото. Ние земав од дома, односно од сала, едно стапче, кое што, сега ќе ми кажат од камерата нешто ако треба да се сменам. Ова може да биде џогер, стапче, сукало, било што. Грбот, пошто ни е секогаш најзасегнат, а ете и евентуално тие што не можете да стоите, можете да го направите во седачка состојба, може да го направиме и во стоечка состојба, со тоа што рацете, ако ги кренеме да бидат убаво високо, пораширени, побезбедно, ако е потесно, тогаш зависи од мобилноста на нашите раце, можеме и да не ја направиме вежбата и сега за да го почувствуваме грбот, јас нема да можам седачка, треба да го направиме, например, ова, ротација, верувајте, дури и можете пешки еден како во фишек да го замотаме и ама да почувствувам дека грбот ми е стегнат, а не само сега јас ќе ги раширам рацете, сега ми е лесно и ова го правиме. Ова нема никаква ефикасност, туку да се стегне грбот, да имам чувство дека ќе го скршам стапчето и убаво полека движење, да почувствувам секое движење на мускулите. Другата Претходно рацете треба да ги загрееме малку. Тоа како што го кажавме. Еве, едно од загревањата на рацете ни се кружни движења, тука во рамената, сега го правите по 10 пати, ги си повторам 10 пати на едната страна, 10 пати напред, па мали кружни движења, па целосни кружни движења, па сигурно од физичко ги памтите овие вежби лево, десно. Па да пробам колку можам стапалата да ги допрам, малку до каде што дозволува грбот. Не се ни плашат ако е свиткан грбот. Не мора да е прав, доволно е, пошто ете нели нешто ќе ни падне од земја, треба да го земеме. Па затоа полека да се движиме, сето тоа присутност, со присутност и полека треба да го направиме. Следно исто така, многу е добро ако го фатиме стапчето тука и да пробаме да седнеме. Не мора, ова е како замени чучот, кој што не можеме сега да гарантираме дека секој може да чучне, меѓутоа да станеш и да седнеш со рацете горе со прав грбот за да ги активираме малце колковите, нозете, да ги раздвижиме. Повторно ако го држиме горе стапчето на пример, маршираме, па со нозите ќе ги уклучиме и стомачната, односно абдоминалната мускулатура, тука малце и пулсот ќе го кренеме. Исто една добра, сега не можеме и во лежачка позиција, меѓутоа сите овие вежби може ако легнеме на стомак, а исто да ротираме со стапчето, да креваме една рака, друга рака. Една добра вежба која што многу често ја даваме кога ќе дојдат кај нас во стала повозрастни, е кога чекај кај ќе ме собере, кога ќе се навалиме тука и сега кога ќе останам доле со главата, да пробаме да ни е прав грбот, да ги кренеме рацете, остани тука некоја секунда, врати се, па исправи се. Гледате сега сколку движења направив. Си се навалив тука, ги исправив горе, рацете ги кренав испружени, се враќам, се исправувам горе. Можеме тука ротација со едната рака, па со другата рака. Така. Мислам дека се доволни
за почеток да се многумина од гледачеве кои не гледат ќе речат да супер секојдневно вежба има рутина. Треба ли да се плашат за да го направат Значи тој? ова е секоја од оваа вежба што е, не може да се плашиме дека треба, еве, и без ништо дури да сум, ова да треба да го направам, да се почувствувам кога станувам од кревет. Така е. Да се истегнам, убаво да се израдувам, да се израдувам што почнал денот, дека ќе имам енергија, дека ќе бидам активна, не може да се плашиме. Има многу поише работи кои што треба да се плашиме во текот на денот, што ќе внесеме во телото, сите тие токсини што ќе ги изедеме, кои што ќе ни го нарушат нашето здравје, да се плашиме да седиме, да се плашиме што сме тука цел ден. Не може да се плашиме да се движиме. И телото нема да направи ништо што не може да го дозволи тоа да го направи. Дека седнуваме денеска да јадеме на столче, само за да ги интензивираме движењата, ќе пробам како во вежба да го направам тоа 20 пати, да станам, да седнам во свое темпо. Ние не земавме на некого да му броиме, да му кажеме ајде сега 1, 2, 3, 4, не, тоа е во свое темпо, да се осетам, да се забрза пулсот. Знаете, да се осетиме живи во текот на денот, затоа што сме во некој си затворен, знаеме круг каде што енергијата ни ја нема, светлоста на телото, образите да ги црвениме, да знаеме дека проработел крвотокот, да измаршираме. Кога да знаат да запрат, да не се преоптоварат? За повозрастните кога зборуваме, тоа е во оној момент кога не може да зборуваат додека вежбаат. Ние знаеме дека сме на безбедно и знаеме дека нашето срце работи добро, нели, и дека не грешам, нели, пошто сами треба да одлучиме дали грешиме или не. Се додека јас можам вака сега зборувам и вежбам, ако имам со кого или сам, неважно, се додека имам сила да зборувам додека е тренингот и ми е пулсот во ред, тоа ше добро. Кога веќе ќе почнам да не можам да кажам нешто, да сврзам една реченица, значи дека веќе мораме, нека сме отишле во друга зона со пулсот и дека само треба да го намалиме. А тоа го работиме со интензитетот. Впрочем, движењата не се страшни, страшен е интензитетот. Повторувањето, дали тоа ќе го правам споро, брзо и ќе се уморам. Не ме плаши толку вежбата. Во овој случај јас што ги покажа вежбите, него ме плаши, треба да се плаши од интензитетот, дали ќе се уморам и се нормално дека пак е индивидуално. Ако многу подолг период мускулите не биле активни, тие исто ќе испромовираат крвотокот да работи повеќе, да се забрза пулсот и само ќе застанеме. Не треба тоа да не плаши. Тоа исто кога ќе ни избега автобусот малце да се потрчаме, да отидеме по него, па пулсот ќе ни се забрза, тоа е ништо не е тоа. Не треба тоа, мислам дека воопшто да не плаши. Елена, имаме навистина интерес од нашите гледачи со јавувања, ќе вклучиме уште неколку гледачи почитувани во програма, сте повелете. Добар ден. Добар ден. Добар ден, ве слушаме. Вака, јас сум здравствен работник. Најпрво да упатам голем поздрав до сите телевизија и голем поздрав до докторката, секоја чест за едукациите на младите, за возрастните, затоа што мислам навистина дека возрастните и младите треба да ја имаат оваа обврска за правење на физички активности после работно време, пред работно време, затоа што сите болести, јас мислам, доаѓаат од недоволна физичка активност. Така. Вака. Мојот сопруг има мускулна дистрофија Бекер, значи може да се движи, но има проблеми со мускулите. Сакам да ја прашам докторката да ми каже неколку совети, кои се подобри вежби за него, пошто тој има слабост во нозете, во горните мускули, во рацете и малку во колковите. Кои вежби се добри да ги прави мојот сопруг за зацвртување на мускулите? Сакам само тоа да ја прашам, ако може да ми одговори. Он си прави вежби, оди и на физикални терапии, но сепак пак да прашам... Во домашни услови што да практикува, да. Секој е добро да денешната гостинка е фитнес инструкторка, да ќе потенцираме уште еднаш. Така, мускулната дистрофија се пак и тоа индивидуално, но супер е што одиме на физикална, значи верувам дека таму се прават веќе соодветните вежби. Она дома што ни треба сега за разлика од ова што го направи за да се раздвижиме, таму ни треба нешто што ќе ја подобриме мускулатурата, односно ќе ја зајакнеме што повеќе. Една од безбедните не вежби, него опрема, да ја кажам, што може да се користи се резистентни ластици, да се земат едни од послабите ластици, нели они се зависно порастегнување, посилни, потешки, да се земат лесни ластици за вежбање, па да се стават на нозете и да пробаме со ластико да ја креваме ногата, да му дадеме отпор и како ќе му дадеме отпор, например, така се јакне предниот, односно квадрицепсот мускул. Истото тоа може да го направиме со легната. Качување и симнување, не мора тоа да се високи скали, можда да се книги.
да се наместат, па качувања и симнување, пак сега не ја знам индивидуалната, нели моменталната состава, меѓутоа нешто што е да е движење кое што ќе вклучи свиткување, кое што ќе вклучи мускулна работа. Исто така може да се земат и мали текчиња. Мали текчиња, па буквално да се кренат во висина на рамо, напред, назад, со нив да се не знам дали може да седнува самостојно, да се седнува, да се станува исто. На тој начин тоа е седнувањето и станувањето како вежба во домашни услови е за тие што се плашат да чучнат, за да не паднеме доле, нели не знаеме колку се јаки нозата за да не кренат нагоре повторно. Меѓутоа за да седнеме и да станеме од столче, ако можеме, тоа е една одлична вежба и таа може да се направи 50 пати во денот, доколку е способно телото, затоа што ќе ги работи мускулите на нозата и како што кажа и на колковите. Меѓутоа доколку се плашиме од самостојни движења, најубаво е да се земат ластици. Барем сега имаме достапност до интернет со одветни вежби, ако треба ќе се плати програма или ќе се пража физиотерапевтот, кои се вежбите со ластиците, затоа што со ластиците не може да повлечеме повеќе од што треба. Пример, ќе земеме 5 килограмски тек, може тој премногу. Ние не знаеме да одредиме вака сега усно кој тек да се земе, не знаеме. А со ластикот влечеме онолку или тегнеме или бутаме онолку колку што ни дозволува нашето тело. Може тој ластик да е до 20 кг, ама ти само 2 ќе повлечеш. Па кога си посилен 3 ќе повлечеш. Па овде како ќе ги ставиме ластикот ќе го префрлиме на нозете. Пример, право телото и са за грбот да влечам наназад со ластикот. И он се активираат. Сите грбни мускули позади влечат покрај телото. И ти влечеш онолку колку што дозволува телото и многу е мал ризикот да се повредиме. За разлика од тоа кога земам одеднаш 5 кг и сега да ги кренам горе, не сум спремен за тоа. Така да резистентните ластици се едни од побезбедните, да ги кажам, побезбедната опрема која што во домашни услови за ваков случај за зајакнување на мускулатурата може да се. Ќе вклучиме уште еден гледач или гледачка, почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Во програма сте, ве слушаме сега, повелете со прашањето. Прејавува една баба од Струмица, 68 години. Така. Преку секој ден одам, пешачам по сигурно 10 километри. Браво. Браво. Наутро понекогаш и поручек, вежбам вежби со нозете, ама никако со рацете. Дали е добро? Зошто не можам со рацете? Тешко ми некако... Спреченост имате некоја или едноставно ви е тешко со рацете да вежбате? И не сум пробала да кажам. Така, сега ќе добиете совети веднаш и конкретни примери како да ги раздвижите рацете, а секој е добро и навистина пофалби за ова што го правите со пешачењето и со движењето на таа возраст. Добар пример за останатите гледачи, секој е добро, господја. Прво што ми текна, браво, да, пофалба и од мене. Прво што ми текна за да се зајакнат рацете на следното пешачење, да земе 2 шишења, наполнети со вода, со песок, со било што и кога се пешачи, да се маршира со шишињата и на тој начин ги активираме рацете. Па може во движење и да се кренат горе шишенцата, нагоре, да се кренат, да се движи со нив. Значи една од работите која ќе му дадеме на телото надворешен стимул. Сега ние на нозете им даваме со тоа што си тежиме. Така ние му тежиме на телото, на нозете и они одат, вежбаат и нив не им треба дополнителен стимул затоа што самото тело нас не тежи на колената, на зглобоите работат, се згуснуваат коските, се одржуваат мускулите, се одржуваат. Но сега рацете, многу добро прашање впрочем е ова. Нема како, не сме ние сите едуцирани како што не јас кога одам у банка, не знам да потпишам таму нешто да пополнам ако некој не ми каже. И ова е многу сосема коректно прашање. Рацете секогаш кога ќе одиме на пешачење, нешто да земеме нешто да ни тежи во рацете, да носиме во рацете, дури може и на грбот ранец. Па грбот ќе го активираме, ама нормално да го пазиме држењето и ставот, некој ќе го оптеретиме и тој дел и кога при тоа ќе правиме движење, кога се тоа мали шишенца нема никако да се повредиме, да не се плашиме буквално секој едно движење со рацете, па тоа е, ако пазариме сами, значи автоматски можеме и тоа да го направиме, тоа може да се уклучи. Една работа, истите тие вежби со шишенца може да се прават и дома во слободно време, кога гледате еве сега вака кога го гледате АЦ во емисија, може буквално да ги движиме рацете и една многу добра вежба е да се потпрете над зид и како да сакате да направите да бутате кола,
Значи, тоа е за мене за склек кој што ќе ги активира доста мускулни групи, рацете, градите и буквално како да сакам да го бутнам не колата, во овој случај зидот, сум во подисправена состојба и пошто не е безбедно на земја, тоа многу е потешка вежбата, да, на некој си агол од 45-60 можда степени зависи и ние да го бутаме како да сакаме да го бутнеме зидот. И со самото тоа движење ќе ги зајакнеме рацете и ова да се практикува секој ден. Така. Подобро е да се вежба наутро или навечер или се индивидуално? Многу е тоа индивидуално и зависи од стилот на живот. Јас би рекла вежба е тогаш кога имаш најмногу енергија за да го направиш квалитетен тренингот и тебе кога не ти прави стрес. Затоа што јас ако сум рекла дека морам секој ден да вежбам од 6, тоа морам и тие стриктни правила ни прават контраефект. Нема ни едно стручно докажување, особено не па во рекреативниот живот и вежбање, да кажува кога е најдобро да се вежба, кога јас имам време, според мој, јас не може ако работам од 6 у 4 да вежбам и да станам соно да си го кратам. Исто така сега се сменети многу работите, некој работи до 22 часот. Така да различно е. Различно е. Елена, имавме уште многу прашања, но тоа ќе биде повод за следно ведување и со задоволство те очекувам да бидеш повторно гостинка во емисијата преку други практични примери да им покажеме или да им објасниме постручно и практично на гледачите за физичката активност и вежбањето и ти благодарам за денешното гостување. Јас благодарам на поканата, уживав и се надевам нели дека секој ден со еден секој ваков совет чекор по чекор ќе бидеме поактивна нација. Така, пред се поздрави. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поканувам да бидете повторно со нас и утре, а со вас ќе биде мојата колешка Сања Димитровска. Во меѓувреме останете со програмата на Сител. Имајте убав ден и грижете се за вашето здравје. Пријатно!